Николовски. Овој викенд ќе се одигра надпреварите од четвртото коло на втората македонска фудбалска лига, која коло носи интересни двојки. Колото се отвора во сабота со 7 надпревари со почеток од 16 часот, а се затвора во недела со надпреварот во Струмица под рефлектори. Брегалањци ќе игра однова на домашен терен на градскиот стадион во Штип против Новаци, тим кој сигурно е дека во Штип ќе има што да каже. А од друга страна сините како фаворити ќе треба да ја потврдат таа фаворитска улога со уште една сигурна победа на патот по кој успешно чекорат кон првата лига. Во Гевгели очекуваме интересен надпревар, каде Кожов како домаќин ќе атакува на нов триумф и продолжува на победничката низа со одлични резултати против Преспа, која после двата порази на стартот на новата сезона во претходното коло декласираше победа со 5-0. Двете екипи ги гледат трите бодови како цел, а тоа може да понуди отворен фудбал со погодици. Осогови Скопје ќе се соочат на градскиот стадион во Кочине, каде четварите ќе барат враќање на победите после поразот во претходното коло од Охрид, а од друга страна Скопје кој испушти 2 гола предност против Шкенди Рачиново и мораше се задоволи само со бод. Во Кочине доаѓа на попрвен и само 3 бодови ќе бидат како цел. Победа сериозно разнешена и ќе има големи предизвици и искушенија во новата сезона. Повеќе јасно дека Прилепчине ќе има тешка борба за опстанок, а в сабота на домашен терен ќе се соочат против фаворитот Охрид. Екипата на победа има притисок за триумф и 3 бодови, а пак Охрид кој е претендент за висок пласман не смее да погреши. Шкенди Рачинова како голем фаворит на домашен терен ќе игра против големо Коњери, каде повеќе јасно дека 3 бодови ќе останат дома. Тетек се враќа на градскиот стадион во Тетово, а тоа за нив ќе биде причина повеќе после големиот пораз во Штип да се вратат на победничките патеки да ја добијат слога Виница на свој терен. Гостинот од Виница го очекува тежок меч. Каменица Саса не тргна според планот во новата сезона и притисокот за прва сезонска радост се зголемува. Врадарите ги очекува незгодно и тешко гостување кај Вардар Неготино, каде и двете екипи ќе сакаат победа во битката за директен опстанок. Саса не е во посакуваната форма, а пак Вардар ќе го искористи домашниот терен и тој момент за триумф. Колото се затвора во недела со надпреварот под рефлектор 19 часот меѓу Беласица и Детонит Плачковица во Струмица во дерби на Истокот. Беласица сака прва лига, Струмичане покажува дека имаат амбиции со тоа што играат надпревар под рефлектори, а од друга страна Детонит Плачковица која во комплетно променет лик ќе сака позитивен исход од тој тежок меч и продолжување на серијата позитивни резултати.